Настаните кои го одбележаа денешниот петочен ден ги забележуваме и во ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. На самиот почеток ви посакуваме добро вечер и накратко ви презентираме дел од содржините кои ќе следат. Од 2006 година до сега се инвестирани околу 200 милиони евра за капитални инвестиции во здравството, а за само една година македонското здравство оствари напредок од 11 места на европското рангирање. Универзитетот Гоце Делчев во Штип денес со низа свечености го одбележа 9 годишното постоење. На свеченоста беа доделени плакети и дипломи на заслужни поединци. Се одбележува 138 години од Пијанечката република, манифестација која ја организираше Домот на културата во Делчево и основното училиште Ванчо Пркин. Дневникот го започнуваме со настанот кој го задржа вниманието на пошироката јавност. Денес беа донесени првите пресуди во случајот Келија. Дел од 6 минато обвинети признаа дека учествувале на боиштата во Сирија, други дека регрутирале и организирале борци од земјава. Тие се спогодија за казните со обвинителот. Минимални затворски казни од 5 до 5,5 години за 6 минато осомничени во случајот Келија, која признаа вината и се спогодија со обвинителството. 7 години затвор за самопрогласениот оџа Реджеп Мемиши од Скопската Тутунсус џамија за учество, организирање на паравојска и регрутирање луѓе од Македонија да учествуваат во борбите во Сирија. Вака денес одлучи кривичниот суд, откако на минатото рочиште тие признаа дека врабувале македонски државјани за боиштата во Сирија и на Блискиот Исток. Во случајот Келија беа опфатени 11 лица. Обвинителството ја одвои постапката за 5 мината осомничени кои не ја признаа вината. Одбраната го оспори обвинението. Адвокатите наведоа дека не бил прецизен датумот од кога започнала истрагата, дали пред или откако се донесе законот дека учеството во странски паравоени формации е кривично дело. Недостасувале и описи на поединечни дејствија. И покрај тоа што обвинителството доставило 1167 докази, ниту еден од нив нема доказна вредност. Кривичниот совет составен тројца суди за оценка на обвинителниот акт ја ратифицираше всушност предлог спогодбата склучена помеѓу застапникот на обвинението и одбраната од друга страна, така што беа донесени пресуди кои што се правосилни извршни во моментот на објавувањето. Од скупно 11 обвинети, 6 мина ја дадо целосна изјава за признавање на вината. Обвинител понуди 1154 докази, тоа е фрапантен број, голем број на докази, од кој ниеден доказ не беше посочен, за ниеден обвинет кој доказ, за кој обвинет се однесува и за кое дејствие. Затоа ценам дека судот сега ќе се издигне и очекувам да се издигне на едно високо достоинствено ниво, како што личи на еден суд, да донесе правилна одлука, а тоа е да го одбие обвинението. Според обвинителството пак, осомничените во овој случај се товарат за учество во странска војна, полиција, паравоени и параполициски формации. Едни се сомничат за регрутирање лица за војните во Сирија и земјите од Блискиот Исток, други за обезбедување финансиска и логистичка подршка, а трети за директно учество на боиштата. Бранителот на тројца обвинети побара да се прецизира што е воена, а што паравоена формација, бидејќи, како што кажа Слободна армија на Сирија, Ал-Нусра и курдската сепаратистичка формација биле признаени во светот како воени формации и се бореле против режимот на Башар ал-Асад. Единствениот македонец, докторот Стефан Стефановски, кого припадниците на ИСИС го викале Суфијан, денес не ја призна вината, а осомничен е дека во Сирија лекувал ранети војници на Исламска држава. Судот за околу една недела ќе одлучи дали ќе закаже судење или ќе го врати обвинението во истрага. За само една година македонското здравство оствари напредок од 11 места, што се смета за најголем напредок откако постои ова европско рангирање. Тоа значи, од 27 место Македонија е рангирана на 16-то место во 2014 година. Станува збор за рангирање кое што е кредибилно за Европската комисија, истакна Никола Тодоров, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на денешната пресконференција. После 40 години залагање и изборување од многу министри и влади,
После повеќе неуспешни обиди на нашите политички претходници, владата на ВМРО ДПМН и коалицијата ја основа првата државна кардиохирургија во Македонија. Витален проект во македонското здравство. Клиниката е опремена со најсовремена опрема, со која може да се вршат сите типови на кардиохируршки процедури. А неодамна на оваа клиника покрај кардиохируршки се работат и васкуларни процедури. До сега се изведени околу 230 операции. Иако не ја ветивме, ја поставивме и почна успешно да функционира детската кардиохирургија. Интервенциите се вршат со доктори, најреномирани доктори од Соединетите американски држави, кои повеќе пати годишно ја посетуваат Република Македонија и детската хирургија. Децата и бебињата се третирани според врвните светски стандарди во оваа област и, што е најважно, услугата добиваат поблиску до местото на живење. Значењето на овој проект е во бенефитот кој го чувствуваат најмладите и нивните родители и семејства. Од 2006 година до сега се инвестирани околу 200 милиони евра за капитални инвестиции во здравството, односно набавка на нова медицинска опрема и изградба и реконструкција на здравствени и установи. А само во овој момент, во тек на инвестиции, се вкупно во вредност од 42 милиони евра. Од 2007 година до денес, Универзитетот Гоце Делчев со секоја наредна година се повеќе напредуваше, се со цел подобрување на условите за студентите на сите млади луѓе кои својата иднина ја препознаа во Штипскиот универзитет. По повод одбележувањето на 9 години од Универзитетот Гоце Делчев, денес беше одржана свечена седница на која плакети и признанија добија повеќе заслужни личности и институции. Изминатите 9 години студентите беа приоритет на раководството на Универзитетот Гоце Делчев. Така ќе биде и во иднина. Ова пред почетокот од одбележувањето на 9-годишното постоење на универзитетот го истакна сегашниот ректор, професор доктор Блажо Боев. Тоа е основната определба на овој универзитет, да даде квалитетно образование, да даде добро образование, да даде добри алатки на студентите да може да се најдат на пазарот на работна рака, да може да се најдат во животот и да не го истрошат времето, најубавото време од својот живот да го потрошат за ништо, него да го потрошат за стекнување на знаења и оние компетенции што се потребни во животот. Имаме идеи да овој универзитет прерасне во една исклучително модерна установа со изграден огромен кампус во рамките на Штип, кој би ги обединил сите факултети кои се наоѓаат во Штип, со една модерна инфраструктура, модерни сервиси за студентите, модерно сместување на студентите, модерни ресторани за студентите, сето она што представува исчекор квалитетен исчекор во 21 век. 9-годишното постоење и инвестирање во подобрувањето на условите во Штипскиот универзитет резултираше со тоа што веќе е на второ место во Републикава, веднаш по најстариот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје, со континуираното воведување на наставно-научните програми и нови катедри единствени во Република Македонија. Кога владата на Република Македонија донесе својата одлука за формирање на нов универзитет, а потоа и собранието го донесе законот за основање на овој универзитет, беше проследена со голема скепса и негативни оценки околу потребата и воопшто основањето на еден ваков универзитет. Меѓутоа, 9 години потоа можам да констатирам дека тоа беше една од најправилните одлуки кои што ние како влада ги имаме донесено во овие 9 години. На свечената седница актуелниот ректор професор доктор Блажо Боев му додели свечена плакета на претходниот професор доктор Саша Митрев за се што во неговиот мандат беше направено за Универзитетот Гоце Делчев. На свечената седница беше објавено и името на почесниот професор. Станува збор за Јерк Елзенбах, директор во Дрекстер Мајер, германска фирма со представништво во Кавадарци, каде студенти на Универзитетот Гоце Делчев реализираат практична настава. I think we have to bridge the theoretical perspective and the industrial perspective that Јас мислам дека треба да се постави мост помеѓу теоретскиот и индустрискиот просперитет кој во иднина ќе има квалифицирани експерти во индустријата. Затоа академскиот свет мора да учи од практичната работа, а практичната работа треба да учи од теоретскиот дел. Ние го правиме тоа бидејќи ја поддржуваме теоријата дека вистинскиот елемент во студирањето ќе се гледа во идните квалификации. Квалитетот не е функционалноста, квалитетот е задоволни клиенти. Свечени плакети добија и најдобрите дипломци, за кои студирањето на Штипскиот универзитет, благодарение на секогаш подготвените професори, воопшто не им било тешко. Дипломирав со просек 9.90 на Филолошки факултет, одсек англиски јазик и инженерство. Перспективата ја гледам во некој од нашите средни или основни училишта, па здравје понатаму може би и на универзитетот.
дипломирав на факултетот за медицински науки, општа медицина со просек 9,93. И секако ова е еден голем поттик за нас, значи како дипломирани студенти во иднина за уште поголема работа и за уште поголеми успеси. Плановите, значи секако во иднина специјализација, магистратура, докторати. Свечени признанија и плакети добија заслужни поединци, професори, студенти, а ќе се доделат и стипендии за најдобрите актуелни студенти на универзитетот. Министерството за образование и наука и управата на Универзитетот Гоце Делчев детално ќе анализираат состојбата и условите за изградба на студентски дом во Штип. Ова денес го најави заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Министерството за образование и наука и владата на Република Македонија сериозно работат на проектот Студентски дом во Штип. На 9 годишнината од работата на Универзитетот Гоце Делчев, сместувањето во дом, односно студентски град на студентите од регионот, се уште е една од најгорливите теми. Засега потребата од поголеми сместувачки капацитети за студентите, Министерството за образование и наука ја решава со поттикнување на изградба на приватни студентски домови, но се планира и реализација на сериозен проект за изградба на повеќе сместувачки капацитети за студентите на Универзитетот Гоце Делчев, изјави заменик министерот за образование Спиро Ристовски на денешната свеченост 9 години УГД. Постоењето на потреба од студентски дом во овој период ние заедно со универзитетот на еден начин ја санираме со потребата, со дозволувањето за ангажман и начин на работа на приватните студентски домови. Неопходно е да се размислува и веќе размислуваме во една прилика пред известен период при моја посета во Штип, ние најавивме дека сериозно се размислува, меѓутоа истовремено ќе се направат сите анализи со управата на универзитетот и ве уверувам во оној момент докога ќе се процени дека има услови тоа да се овозможи, ние ќе пристапиме кон адаптација или изградба на сместувачки капацитети кои што ќе бидат за потребите на студентите на Универзитет Гоце Делчев. Универзитетот Гоце Делчев од 2013 година има изготвено проект за студентски дом, кој се планира на локација на поранешниот диспанзер помеѓу населбите 8 ноември и Сењак на површина од над 12.000 метри квадратни. Домот е проектиран да ги реши сместувачките проблеми како на нашите, така и на студентите од странство од Еразмус програмата. За реализација на овој проект, универзитетот финансиска помош очекува од Министерството за образование. Трудова медицина и рентген диагностика се областите за кои наскоро здравствениот дом Гоце Делчев од Делчево ќе распише оглас за специјализација на лекари, со што се решава проблемот од недостаток на специјалисти, како замена за лекарите кои наскоро ќе заминат во пензија. Трудова медицина и рентген диагностика се областите за кои наскоро здравствениот дом Гоце Делчев од Делчево ќе распише оглас за специјализација на лекари, со што се решава проблемот од недостаток на специјалисти како замена на лекарите кои наскоро ќе заминат во пензија. Паралелно во теке специјализацијата на доктор по вонболничка педиатрија и со тоа како што истакна директорот на јавната установа Здравствен дом Гоце Делчев, Тонкица Петровска, регионот нема да биде загрозен од недостаток на специјалисти. И сега во моментот, најверојатно за една недела, распишуваме оглас за специјализации, за две специјализации за 2016 и 2017. Имаме изготвено програма до 2018, така да ќе има нови специјализации и со заминување на нас по возрастните во пензија, ние ќе добиеме нови специјалисти. Тенденцијата ни е практично сите доктори кои што се и невработени да се обидеме да ги вработиме, особено зборам за градовите низ Македонија. Тоа можеби не важи за Скопје, ама важи за градовите низ Македонија. Сите да отидат на специјализација, сите што можат да отидат на специјализација да отидат, значи сериозно го зголемивме број на специјализации, но решението не доаѓа преку ноќ. Иако генерално поголемите здравствени установи се соочуваат со проблемот од недостиг на гинеколози, во Македонска Каменица еднаш неделно се вршат гинеколошки прегледи од страна на матичните гинеколози кои се грижат за здравјето на пациентите. Имаме двајца матични гинеколози кои што се грижат за здравјето на жените и во Делчево и во Македонска Каменица. Еднаш неделно доаѓаат тука и жените доаѓаат во Делчево, добро си ја обавуваат работата и сметам дека се стварно и пациентите се задоволни и со ординациите се опремени со најсовремена опрема, најсовремени ехоапарати. Министерството во наредните
наредниот период ќе продолжи да работи на подигање на квалитетот на македонското здравство, кое несомнено се соочува со проблемот од недостиг на лекари. За да таа ситуација се смени, потребно е што повеќе млади да студираат медицина. И затоа ние имаме обврска да ги стимулираме младите да се пишуваат на медицина, да завршат медицина и да се стават во функција на пациентите. Инаку во последните 4 години во македонското здравство се вработени околу 4000 здравствени работници, а доделени се околу 400 специјализации. Изборите го поместија датумот на спроведување на екстерното тестирање за учениците. Наместо од 1 до 10 јуни, како што беше закажано, ќе се одржи од 9 до 14 јуни. За поместувањето на датумот, Државниот испитен центар на состанокот што се одржа во Скопје ги информираше сите директори на основните училишта во Републиката. Поради изборите на 5 јуни се поместува датумот на спроведување на екстерното тестирање за учениците. Државниот испитен центар како одговорна институција за спроведување на екстерното тестирање на работен состанок во Скопје ги информираше директорите на сите основни училишта дека поради одржување на изборите на 5 јуни, датумот на кој законски требаше да се спроведе екстерното од 1 до 10 јуни е одложено за неколку дена. Екстерното проверување должни сме да ја запознаеме јавноста, посебно учениците и родителите, дека ќе се реализира во 4 дена, односно на 9, 10, 13 и 14 јуни. Ваков распоред е направен, односно промена на распоредот е преминената границата на 10 која е поместена во Законот за основно образование со донесување на министерот за образование и наука на посебен календар за активности. Да напоменам дека ова измена е направена поради закажувањето на поредните парламентарни избори на 5 јуни, а знаеме сите дека обично училиштата се користат како изборни места. Со оглед на тоа дека многумина од родителите планираат одмори после 10 јуни, Симбалевски додаде дека за промената на датумот родителите навреме ќе бидат запознаени од страна на оделенските раководители. Поместувањето на датумот на екстерното значи поместување на датумот на упис на ученици во средно образование, зашто дополнително ќе известат директорите на средните училишта. За сега се знае дека објавувањето на прелиминарните резултати од тестирањето ќе биде на 20 јуни, а по разгледување на приговорите, конечните резултати ќе бидат готови на 30 јуни. Се одбележаа 138 години од Пијанечката република, манифестација која организираше Домот на културата во Делчево и Основното училиште Ванчо Праке од Делчево. Историски датум за Делчево одбележа Домот на културата во Делчево во соработка со учениците од Основното училиште Ванчо Праке и наставничките од секцијата по македонски јазик. 138 години Пијанечка република, датум кој што нема посебно значење во македонската историја, но за кој што сведочат бројни пишувани дела и искази на старите жители на Пијанец. Учениците од Основното општинско училиште Ванчо Праке по тој повод синоќа во салата на Домот Астон представија неколку ораи песни од Пијанец и драматургии со историски содржини. Со свое излагање и поетско читање за вредноста на Македонија имаше и поетесата Виолета Цековска. Вашиот град, како и учениците, заслужуваат да имаат вакви манифестации, затоа што на поднебје македонско има талентирани деца и мислам дека нашата земја Македонија е магична и мистична земја, која што навистина раѓа прекрасни деца, полни со убавина, талент и за оро, и за игра. Професорот и уметник Живко Поповски Цветин со ликовна колонија ја представи својата цветна уметност, испраќајќи ја пораката на мирот, инаку тој со своето 30 годишно творење има насликано над 50.000 цвеќиња на мирот и подарени низ целиот свет. Вечерва токму овде сакаме да го продолжам тоа дело и да ја продолжам таа цветна патека на мирот, која лани ја создадов од 1001 метар, и годинава верувам дека ќе создадам исто толку метри за да се шири од Македонија пораката за мир во целиот свет. Одбележувањето на овој значаен историски проект на Основното општинско училиште Ванчо Праке и Домот на културата продолжи со практичен час меѓу учениците од двете основни училишта Ванчо Праке и Свети Климент Охридски, каде поетесата Цветковска и професорот Цветин преку поезија и сликање ја доловија суштината на историските настани и значењето на мирот.
Сите учесници во проектот ја потпишаа пораката на мирот и на символичен начин ја испратија во светот, пуштајќи ја во водите на река Брегалница. Последните неколку денови имавме нагли временски промени кои резултираа со зголемена појава на вирози. Лекарите препорачуваат конзумирање на што е можно повеќе течности и витамини. Повеќе за овие амплитуди во прилогот што следи. Деновиве сме сведоци на повеќе временски промени нетипични за овој дел од годината. Имено, утринските температури се релативно ниски во споредба со дневните. Сето ова нормално влијае на човечкиот организам. Лекарите велат речиси и да нема човек кој не ги чувствува последиците од ваквото време. Здравите луѓе ги осеќаат и не е вообичаено да еден организам издржи временска температурна разлика за неколку дена од 20 степени, а не пак хроничните кои што го осеќаат тоа. Значи сите кои што имаат костозглобни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, кои што имаат мигрени, кои што се склони на респираторни инфекции или имаат хронични респираторни инфекции, тоа ќе го почувствуваат. Овие временски промени придонесуваат и за зголемена појава на вирози, а најдобрата превенција според лекарите е конзумирање на повеќе течности и витамини. Освен хроничните болни, на кои што им препорачуваме да се соодветно облекуваат, значи ако немаат потреба, многу рано утрински, наутро кога се многу ниски температурите, да не стануваат или да ја почнуваат активноста малку покасно кога температурите се веќе подобри. Исто така да пијат доволно течности, соодветно да се хранат, значи ако е поладно времето, ако имаат вирози, да пијат доволно чаеви, да ги пијат лековите. Ако постои акутно заболување, како што се вирозите кои што сега ги спомнав и кои што ги имаме сега повеќе, обавезно да се јават на лекар. Од Управата за хидрометеоролошки работи за викендов најавуваат релативно добри метеоуслови, иако нема да биде топло како што беше минатиот викенд. Максималната температура утре ќе биде релативно ниска со пад на температурата во интервал од -4 до 0 степени Целзиусови. Неделното утро пак ќе биде потопло благодарение на облачноста која се очекува во текот на ноќта во сабота и утрото во недела. Белгиската полиција уопси 6 лица во рамки на истрагата за нападите врз аеродромот и метростаницата во Брисел во вторникот, при што загинаа 31 лице, објави Белгиската национална телевизија. Според телевизијата, лицата били уапсени при полициски акции во центарот на Брисел и во населби во северозападните и североисточните делови на градот. Апсењето на 6-мината осомничени за поврзаност со нападите во Брисел ја потврдил изворот од белгиското јавно обвинителство, додека полицијата одбива да ги коментира ваквите информации. Минатата ноќ францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев соопшти дека во близина на Париз бил уапсен француски државјанин кој е осомничен за членство во милитантна група која планирала напади во Франција. Чешка и Франција не се согласуваат со трајно прераспоредување на бегалци меѓу земјите членки на Европската унија и бараат зајакнување на надворешните граници на унијата, изјави чешкиот премиер Бохуслав Соботка. Посредбите со неговиот француски колега Мануел Велс и со председателот на Франција Франсуа Оланд, Соботка изјави дека е договорена соработка за што поскоро создавање на заедничка европска гранична и крајбрежна стража. Според чешкиот премиер, двете земји се едногласни во мислењето дека е потребно да почне да функционира договорот со Турција во врска со враќањето на бегалците од Грција и тој да биде исполнет до крај. Германската автомобилска компанија Volkswagen ќе повлече 800.000 возила во светот поради потенцијален дефект на механизмот на педалите. Повлекувањето се однесува на 390.000 возила од марката Touareg и над 400.000 автомобили од моделот Porsche Cayenne, произведени во периодот од 2011 година до 2016, пренесува агенцијата France Press. Инаку американските власти го продолжија рокот на Volkswagen до 21 април за доставување на планот за поправка на околу 600.000 возила во Соединетите Американски држави, кај кој е утврдено повисоко ниво на штетни гасови од дозволеното со закон поради инсталираниот лажен софтвер.
Сараево, Босна и Херцеговина е следната станица за каменичанецот Бошко Стаменковски, кој на Балканското првенство во бенчпрес пауерлифтинг ќе се обиде себе, но и на Македонија да ја донесе нов медал, а воедно и да си обезбеди место на Европското првенство кој од 5 до 11 јуни ќе се одржи во градот Рованиеми, Финска. Настапот на Стаменковски е предвиден за сабота, кога ќе се надпреварува во категоријата М2 за надпреварувачи над 45 годишна возраст. Имајќи предвид дека Стаменковски е балкански рекордер, но и европски и светски првак, се чини подготовките кои максимално ги одработи со неколку часовни тренинзи дневно во Македонска Каменица и Делчево, ќе му ги донесат посакуваните резултати. И со тоа ќе го обезбеди своето учество најпрви на Европското првенство, а нешто подоцна во септември на Светското првенство, чиј домаќин е градот Ниш, Република Србија. Ракометарите на Висла пристигнаа денес во Скопје, каде утре ќе ги одмерат силите со македонскиот првак Вардар во реванш дуелот од осми на финалето во Лигата на шампионите. За разлика од лани, полскиот вицепрвак овој пат ќе излезе на мегдан во спортскиот центар Јане Сандански без предност од првиот надпревар. Шансите за четвртфинале им се сведени на минимум, но избраниците на Маноло најавуваат дека нема да се предадат на саботниот дуел. Тренерот пак на Вардар, Раул Гонзалес, предупреди дека Висла сезонава одиграла одлично на гостувањето против Кил и Веспрем, но стратегот Маноло смета дека ниту таков настап не би му било доволен за позитивен резултат во Скопје. Одбојкарите на Пробиштип го одиграа првиот полуфинален надпревар од Купот на Македонија, каде што на гости ја победија екипата на Лирија со резултат од 3:0. Одбојкарите на Пробиштип прикажаа одлична игра во текот на целиот надпревар, победувајќи во сите три сета со резултат од 18:25, 15:25 и 17:25. Веќе вториот реванш надпревар одбојкарите на Пробиштип Весна акумулатори ќе го одиграат на 31 март. Првиот надпревар од полуфиналето пак на Купот на Македонија беше помеѓу Шутова и Струмица и заврши со резултат од 3:1 за домакините. Реванш надпреварот ќе се одигра на 30 март во Струмица. И по предвидените спортски содржини ми преостанува уште да ви се заблагодарам за вниманието и да ви посакам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.